Ова заслужува не аплауз, туку еден громогласен аплауз и од гледачите и од овде од кај нас од студиово. Знаете зошто? Затоа што ние навистина уживавме во ова магично катче кое што од таа страна буквално ни ги напои срцата и душите за да влеземе во македонскиот трезор, да го отвориме и да зборуваме за магијата наречена љубов кон традицијата. Добре ни дојдовте. Благодарам многу за ова прекрасно чувство овде во нашето студио. Ќе поразговараме за еден многу убав настан што неодамна се случи во Нови Сад. Професорот доктор Владимир Јаневски, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и уметнички менаџер на ансамблот Македонија. Така. Да, пред 10 дена имавме прилика и шанса да дел од македонските носи ги прекажеме на голема меѓународна ревија. Таа е ревијата Бисерна грана, која веќе по 10 јубилејни пат се одржува во Нови Сад. Навистина тоа е една голема ревија, една меѓународна ревија, каде што доаѓаат најголем дел на институции, музеи, односно заљубеници, колекционери на таа ревија и ги прикажуваат своите традиционални вредности на самата ревија. Инаку доаѓаат од целиот Балкан, од целиот балкански полуостров и навистина тоа е една голема манифестација и за голема среќа и за големо задоволство и ние имавме прилика да се прикажеме тематски со 4 носи кои исто така се денеска во студиото, а тоа се носи кои се со социјална тема, односно се носи за девојки. Еве, сега ги гледаме во моментот. Да, еве вака редоследно ги ги почнеме. И да кажеме од кои региони ни доаѓа. Апсолутно така. Значи имаме две во моментот да ги гледаме носиите кои потекнуваат од мијаците, поточно една е носијата од мијаците од Река, односно од Дебарско. Тоа е една носија која се носела во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во 18-тиот век е многу интересно, голем дел од мијаците се преселуваат во централниот дел на Македонија, односно во етничкиот предел Азот и се формираат двете села кои се Папрадиште и Ореше. Во овој случај имаме една девојка која е веќе заговорка, односно која носи кошула пошнавица и на тој начин ја го искажува моментот дека е готова и веќе спремна за мажење. Значи ова се сепак како што кажав се социјални статуси. Ќе се вратиме наназад во претходната носија која потекнува целата да речеме Галичник и Лазарополе, која на главата носи капа или носи кивчена скутина, а со таа веќе или дарпна, веќе покажува дека е вереница, односно дека веќе е влезена во еден друг социјален статус, односно статус на веќе возрастните. Следните две носи ни потекнуваат од етничкиот предел Струшки Дримкол, поточно целата Вевчани, Боровец, Подгорци, Лабуништа и другата носија е од Долни Полок, односно од селата Теарце, Лешок, Непроштено. Сега во Струшко-Дримколската носија имаме еден пак социјален статус на девојка која можела да се облече во овој невестински костим, ако може да се каже, само на денот на Лазар. Па многу често оваа носија се сретнува и како лазарска носија, односно за Лазарова сабота која се носела, но оваа до 19-тиот век оваа носија била и носија за одлика на невестинството, односно на невестите. Во 19-тиот век се доаѓа до трансформација на носијата, но сепак кај лазарките останува се уште присутна таа носија да се носи некаде до 1940 година како лазарска носија. И на носијата која ни доаѓа од Долни Полок е специфично и карактеристично девојка која носи кошула све около, односно со девојачки атрибут на кошулата, тоа е кошула црногорка, како згорна облека носи ќурдија и на тој начин го покажува статусниот символ дека веќе е спремна за мажење. Поточно и на главата носи фес со шикои или вилдуши, кои се типични, карактеристични за тој период на социјален или период на премин, каде што девојките преминуваат во еден друг социјален статус на нивното живење. Ме интересира каков беше реакцијата на сите присутни таму, одејќи на светот, секогаш кога ќе ја прикажеме македонската носија, обично странците велат таа е толку богато изработена, дури е рамна на царска.
Така. одежда или облека. Апсолутно, да. Па, вистина, Македонија живее во тој централен дел на Балканскиот полуостров и е многу типично и карактеристично дека тука поминувале разни струи, разни од старобалканската, старословенската, па струи од византиската, па турско-ориенталната и се тоа што се задржувало во суштина ја правела македонската носија да биде посебна, да биде по разнолична од сите други. Например, во широк балкански простор, значи Македонија спаѓа во таа една вардарски тип или вардарска зона на Балканскиот полуостров. Многу поспецифични се таа панонска, динарска или јадранска зона или кај бугарите присутна таа двоскутинска носија или едноскутинска носија или сајски тип на носија. Ние македонците, за среќа или да имаме едно богатство, да имаме карактеристично и типично само главна специфика да ни биде за нас македонците да не се одликуваме со соседните држави. Например, панонскиот тип на носија опфаќа многу поголем дел на поголем простор. Па во панонскиот тип влегуваат и Србија, и Хрватска, и Маđарска, и голем дел од Словенија. Значи тоа се еден поширок ареал и простор на култура на облекување. Додека ние македонците сепак остануваме малку позатворени, поизолирани, па може би и заради тоа секогаш знаат да не каже дека сме поспецифични, поинтересни, многу потешки техники на везови имаме, многу потешки делови на украсување на главата или воопшто накит и така. Прочитав под една слика која што имаш постирано, каде што велиш, ова се моите најблиски, од кои што најмногу учев, тие го сонуваа својот сон, а заедно со нив сонував и јас. Им благодарам што ме научија на се во животот. Сршта ли е на постоењето и на ансамблот тој длабок порив кој што го, или копнеш, кој што го наследи од своите предци, да го пренесеш и на ансамблот Македонија, бидејќи се што работите, ти и твојот тим, не може да не одекне во светот со Гран При, а уште повеќе со една темелна работа и еден темелен пристап кој што мора да вроди со резултати. Премногу ви благодарам, Ели. Навистина вие премногу сте навлекле во мојот историски развој, да кажам. Значи, јас морам да кажам дека јас се бавев од мало дете, почнав да растам во една средина каде што моите потекнуваат од егејскиот дел на Македонија. Тие секогаш сануваат дека некаде некогаш ќе се вратат. Дека секогаш некогаш ќе имаат прилика да дојдат во своите домови кои ги оставија така, секогаш живееа со сонот дека на едно друго место, на еден друг простор каде што тие живеа беше можеби поубаво. Или оставија еден сон, оставија нешто што им беше можеби нивната младост. Јас растев со таа приказна, тие сонуваа, сонував и јас со нив. Но секогаш тие ме научија да ја сакам вистинската македонска традиција. Секогаш да не излегувам од традицијата, секогаш јас често сега знам и да се нашалам на мојата 8 годишна возраст почнав да се зачленив во пионерскиот дом Карпош, да бидам член, да бидам фолклориста. И секогаш знам да се шалам, да кажам дека кога разбраа егејците дека не играм во егејско културно-уметничко друштво, у моментот ме ставија да играм во КУД Македонија, кој беше егејско културно-уметничко друштво. Само го кажувам на шала, нели. Но сепак тука запознав, имав прилика да ги запознам и да ги изучам егејски тора, имав прилика да го запознам егејскиот мелос. Покасно во 86-та година дојдов како професионален игравац на танец, па во 2001-та дојдов во средното музичко училиште, во 2007-та дојдов на факултет, па во целиот мој развој можев да дипломирам на факултетот за етнологија, па потоа на истиот институт за етнологија и антропологија да магистрирам, да докторирам на Институтот за фолклор кај професорката Родна Величковска. И никогаш не си заборел да се заблагодариш на твоите ментори за тоа што уште повеќе те насочиле и уште повеќе си добил од нив знаење. Апсолутно, Многу доблесно. Да, моите ментори во оваа ситуација, јас навистина во моите ментори кои работев јас на дипломската, кај дипломирав кај професор Ѓорѓи Здравев, магистрирав кај професорката Мирјана Мирчевска, односно кај професорката Оливера Васич со коменторство, докторирав кај професорката Родна Величковска, но сепак секогаш морам јас тука да кажам дека еден од моите главни ментори, животни ментори кој ме водеше исто така ми беше и големиот етнолог Ангелина Крстева, која на вистина сум бескрајно благодарен. Таа денеска не е меѓу нас, но долги години соработувавме, долги години работевме заедно на терен, долги години работевме на изложби, работевме на разни проекти. Навистина може би и она една од најзаслужните тоа што јас ти поставам. Не знам колку сте свесни за мисијата која што поединечно и колективно преку ансамблот Македонија
ја ширите вистината за традицијата и културното наследство на Македонија во светот, ја будете свеста кај младите, оти ако кажете на некој младо дете од 16 или од 17 години култар, скутина, пафта, нема да знае сигурно што е. Меѓутоа, преку ваквите едукативни содржини, преку ширењето на постовите, преку ширењето на порталите, верувам дека ќе се заинтересираат, а потоа од како ќе почнуваме да зборуваме и за концертната дејност, повеќе да навлезат во она што е сршта на постоењето на македонскиот народ. Ова како вовед, бидејќи Санта Фе е голем светски музеј кој е за текстил. За прв пат македонски носи доаѓаат после Втората светска војна и тоа од војници кои поминувале низ овој простор и ги донеле предметите во Америка во Санта Фе, во големиот музеј за текстил. Во 50-тите, 60-тите, 70-тите години се собираат македонски носи, но често пати тоа и се случува во музеите да бидат идентификувани под други називи. За среќа, Павлина Проевска работеше на еден проект кој успеа од неколку колекционери, од тројца колекционери од Америка да ги донираат македонските носи кои ги собирале во 60-тите, 70-тите и 80-тите години. Тоа беа на вистина вредни примероци и тие се собра и останаа во музеот во Санта Фе. За огромна среќа. етнографска светлина, фрлесе. На вистина тоа се направи една голема изложба, тоа беше на вистина се тоа ретки примероци кои на вистина се доблес да ги има секој музеј, но сепак ние мораме и можеме да се пофалиме дека ете една голема колекционерска таква збирка постои во еден таков светски музеј за текстил. Хајде малку да позбориме за концертната дејност на ансамблот, за она што значи двогласно, трогласно пеење, за она што значи, пак ќе речеме, едно макотрпно копање низ сите предели региони во Македонија, да се изнајде она изворното, исто така да се пренесе, па кога ќе застанеме да се наежиме од прстите до темето и повторно назад, како наплив, како река, да ни дојде тоа. И тоа секогаш кога ќе се случи при секој ваш настап, се повторува и се повторува и се повторува. Гранд при, први награди, сето тоа заслужено, ама вие сте толку неуморни борци, што реков, личите на едни мисионери кои што еве го кренаа знамето и упорно одат напред. Ансамблот Македонија беше еден неминовен ансамбл, една неминовна институција, можем да кажам. Зашто? Заради тоа што во 2001 година се создаде насоката за традиционална музика и игра во Средното музичко училиште Илија Николовски Илуј и тогаш во 2007 година се создаде па и катедрата, односно студиската програма за етнокорологија при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев. Во 2010 година се отворија и постдипломските студии на истата катедра и тогаш целиот тој кадар што се едуцираше, дали тоа беше кадар за ансамблот танец, дали тоа беше кадар за Институтот за фолклор, дали беше тоа кадар за разни културно-уметнички друштва, ансамбли или телевизија или институции кои работат во областа на традиционалната култура, се создаде еден огромен кадар кој има огромна желба дека тоа што го научиле треба да го покажат. И тогаш беше нормално, можеби беше нормално само заради податокот дека јас веќе од 89-та година имав прилика да собирам носи, да собирам делови, да собирам песни, да собирам приказни, да собирам, значи цела таа етнографија да можам да ја прикажам. Кога се создаде ансамблот во 2013 година, се создаде само заради едно патување кое требаше да биде во Јапонија. Започнавме ние за Јапонија да се спремаме, да патуваме, односно да концертираме, каде што бевме 2 месеца, имавме преку 30 концерти и после више не можеше да се застане. Едноставно, публиката не бараше, проектите се местеа самите, настапите се местеа самите, едноставно луѓето не бара, публиката бараше нешто поинакво. Секогаш ансамблот, мора да кажеме, Македонија е ансамбл кој ја негува традиционалната култура. Ама и се нешто ново и ново. И секогаш ние имавме нови проекти. Чалгиите се сега некој нов проект? Па, Чалгиите ни се сега еден нов проект и сега во овој момент, сега работиме тоа на неколку телевизиски, односно видео снимки, односно ќе работиме Штипската чалгија, и Штипската чалгија усмислила на видео презентација и видео филмувано како тоа изгледало некогаш Штипската чалгија. Со тоа што ќе направиме еден пресек во крајот и почетокот на 20 век и сегашниот момент што се случува со нови актери, нови ликови. Исто така работиме на
еден голем дел од концертниот дел, концертната активност на тоа да се направат и да се овозможат обредните игри да се прикажат во Македонија, односно со еден современ аспект на прикажување на ората. Така да доста сме активни и работиме на голем дел на чалгискиот дел, односно и на традиционалниот дел, кој е, да кажеме, руралната музика или таа нешто што е по во селските средини, но сепак мора да се работи на концертните активности. Да не го забораваме Тимко, овој виртуоз, јас би рекла крал на инструментите, сите инструменти ги свири, ама Так. кога влезе во студиото, јас од срце го прегрнав, бидејќи реков кога ќе се слушнам на канонот, некое чудно чувство на смиреност, на љубов, на топлина поминува ни сите нас. И тоа не е само мое чувство, тоа е чувство кое што го споделуваат и тука и на било кој меридијан на светот. Рече благодарам, но канонот го открив како еден од најубавите инструменти покрај сите други инструменти што ги свири. Апсолутно, да. Колегата Тимко Чичаковски, кој исто така магистрираше на чалгиската музика во Институтот за фолклор, исто така кај професорката Родна Величковска, последните 5 години се ангажираше многу околу овој инструмент да се врати, односно да биде во рамките на македонската традиционална култура музичка, но сепак успеавме и да овој инструмент го ставиме и во образовниот систем. Така да од оваа година веќе канонот се изучува и на Факултетот за музичка уметност во Штип, односно на студиската програма по чалгија, каде што студентите може да изучуваат неколку инструменти, односно канон, ут, виолина и кларинет, кои се специализирани за тој тип на чалгиска музика. Професора, или енциклопедија, или јас би рекла еден прекрасен трезор на нашето културно наследство. Ви благодарам многу за гостувањето, од срце ви благодарам и од срце посакувам нашата соработка и понатаму да биде во текот на нашите наредни изданија, бидејќи толку е длабока вашата трезорска постановка, што кога и да го отвараме секој долап, малку по малку ќе извадиме по некоја нова приказна која што ќе биде интересна на нашите гледачи. Сега би сакала да кажам и на гледачите и на задоволство на сите наши колеги овде зад камерите и горе во режијата, вие имавте подготвено сосема друга номера, Апсолутно. но на наше барање, невеста жито требаше, Да. само со еден збор рековте да, ќе ја исполниме, значи за сите наши колеги овде во студиото, но и за сите наши гледачи овде и во диаспората. Благодарам уште еднаш за гостувањето и ви посакувам навистина цветен пат секаде каде што гостувате. Ви благодарам многу.